Со трактори сливарите од Радовишко и денес го блокираа патниот правец Радовиш-Струмица. Од 11 до 12 часот се пропуштаа само возилата во кои имаше деца и возрастни. Ова е единствен начин да се сврте вниманието и да се укаже дека лошите владини политики годинава се причина родот наместо во преработувачките капацитети да скапува по нивите. Од државата бараа да ги обештети по 5 денари за килограм, во просек за 30.000 тони по хектар. Наше дефинитивно барање, кое ќе се држиме до него се додека не паднат барикадите, односно се додека не се усвои 3 денари, а 5 денари по килограм и по 3 тона од декар. Бидејќи не секој има по 1 хектар, значи тоа е како наше барање. Има род, но нема откуп. Гневни се производителите, кои со овогодинешната реколта не може да си ги вратат вложените пари, а камоли пак да заработат. Моментално, како што оваа година сигурно не може да се преживее, а и ова ќе трае и повеќе години гледам, бидејќи немаме откупни центри, немаме производствени капацитети за да може да се складира таа слива и да се преработува, и мисля и сливарството веќе ќе земне. Со таа цена тоа е бесмислено. Со 5 динара во денешно време тоа не ги добри. Сливарите и за утре најавија протести. Истиот патен правец ќе биде блокиран од 11 до 14 часот. Во понеделник со блокирање пак на меѓународниот пат кон Бугарија, својот револт ќе го искажат и сливарите од Пијанечко, Малешевскиот регион.